Почитувани припадници на македонската полиција, почитувани сограѓани, почитувани присутни. Денес сме собрани за да го одбележиме 7 мај, денот на македонската полиција. Дозволете ми на почетокот, во моje лично име и во име на Министерството за внатрешни работи, да изразам благодарност за вашето присуство, за тоа што сте тука на овој ден, кој е знаменит не само за припадниците на полицијата, туку и за сите нас како граѓани на Македонија. Јас нема да почнам со често употребуваната фраза за честа и одговорноста да се биде полицаец, не заради тоа што тоа не е точен исказ, напротив, туку заради тоа што се добива впечаток дека тој исказ се повеќе паушално се употребува, без при тоа да се има предвид неговата вистинска суштина и значење. Честа и одговорноста природно се подразбираат. Тие не се празен ореол, туку нужна потреба, одлика која што треба да ги краси индивидуалното поведение на секој припадник на македонската полиција, но и на секој граѓанин на Македонија. Утре навршуваат 100 дена од моето раководење со оваа значајна институција, 100 дена макотрапна работа, во кои ги дадовме најдоброто од себе, за да им служиме на граѓаните. Кога ја добив честа да бидам назначен на оваа позиција, во рамки на техничката влада, знаев дека ме очекува напорна задача и знаев дека сум исправен пред тежок и сериозен предизвик. Но ни најмалку не очекував дека ќе се соочам со олку недостоинствени услови за работа на припадниците на полицијата, а истовремено и дека ќе сведочам на толку неизмерна желба меѓу нив за професионално и честно да си ја вршат својата должност и да помагаат на оние на кои тоа им е најпотребно. Краток период би рекол, но сметам дека и повеќе од доволен за да увидам одблизу дека во полициските редови се уште има честни луѓе кои што си ја сакаат татковината и луѓе кои што работат за нејзиното добро. Токму затоа, во очи на престојните парламентарни избори и вториот круг од претседателски избори, можам да кажам само едно големо благодарам на сите полициски службеници кои на било каков начин беа вклучени во она што и беше нашата првична задача – обезбедување на услови за одржување на слободни, фер и демократски избори. Исто така, во овие 100 дена имав можност непосредно и конкретно да се уверам не само во обемот, во одговорноста и во важноста на полициската работа, туку и генерално во севкупната повеќествено значење на оваа институција, кое што има за обстанок и функционирање на безбедносниот систем и на државата во целост огромно значење. Почитувани колеги, денешниот ден ви е посветен вам. Вие сте луѓето кои секојдневно ги ризикувате своите животи за да ја заштитат заедницата во која што живееме, за да ја направиме Македонија подобро и побезбедно место за сите. Буквално секој ден, без престан, во секој град, низ целата земја, илјадници полициски службеници вршат несебична и благородна работа, надвор од удобноста на домот и семејството, во непредвидливи услови и често опасни ситуации, во постојана пресметка со криминалот, за да ги заштитат граѓаните, за да ја зголемат безбедноста во државата. Впрочем, во темелите на оно што денес е македонската полиција, вградени се животите на многу наши колеги, пријатели, блиски, како огромна морална и човечка обврска за сите нас подеднакво важна, како и градењето на перспективна иднина за поколенијата кои што доаѓаат. Ние денес живееме во време кое што од нас бара да бидеме вистински и доследни чувари на законитоста, на редот и поредокот, на безбедноста на секој наш граѓанин. Тоа е огромен мотив, што не попусто го нагласувам на овој величествен празник на припадниците на полицијата. Всушност, сега е време кога не е прашање дали полицијата треба да биде на висина на задачата, туку како, кога и колку ќе биде ефикасна во остварување на сите задачи,
време кога заветите и заклетвите мора да се испочитуваат докрај, професионално, посветено, исполнително. Во оваа прилика морам да истакнам дека јас сум многу свесен за предизвиците и тешкотиите што многумина од нас ги преживеале во изминатите години, како на личен, така и на професионален план. Предолго апатија, страв, понижување беа присутни и во оваа институција. Многумина од вас се трудели и работеле неуморно, но вашите напори честопати останувале непризнаени. Исто така свесен сум дека недостигот на достоинствени плати, несоодветни услови за работа и се присутна култура на казнување, па дури и за изразување љубов кон нашата земја, го направија своето. Но дозволете ми да ви уверам дека овие работи не поминаа незабележено. Како ваш министер за внатрешни работи, моја свечена должност и непоколеблива определба е да ги вратам достоинството, честа и почитта што со сигурност ги заслужувате. Одбивам да стојам со скрстени раце дека моралот и достоинството на нашата полиција паѓа во очи. Заедно ќе воведеме нова ера во која полициските службеници ќе работат во подобри услови и ќе имаат потребната поддршка и ресурси неопходни за ефикасно и безбедно извршување на нивните задачи. Унапредувањето ќе се врши исклучиво врз основа на мерит систем, а платите ќе ги одразуваат непроценливиот придонес што го даваат за нашето општество. Ера во која љубовта кон татковината ќе се слави, а не да се осудува, и повторно ќе биде гордост да си полицаец. Мора да изградиме полиција каде ќе бидат почитувани правата на незините припадници, но и самите тие ќе имаат одговорност кон граѓаните на кои што им служат. Полицијата која ќе биде партнер и пријател на честните граѓани и најстрог непријател на криминалците. Полицијата која што ќе ги решава проблемите на граѓаните, а нема да ги создава како до сега. Дозволете ми на крајот, честитајќи ви го големиот 7 мај, денот на македонската полиција, да ви порачам и да ви посакам сега, како никогаш порано, да бидете истрајни и доследни во сите аспекти на вашите професионални ангажмани, согласно словото на законите, да ги демонстрирате вашите знаења, вашата правдолюбивост, вашиот патриотизам во интерес на Македонија, во интерес на сите наши граѓани, бидејќи тие тоа и го заслужуваат. Нистекот на овие 100 дена, сакам да кажам дека научив една многу важна животна лекција која се надевам дека ќе одекне и меѓу сите вас кои сте тука денес. Може би хероите во филмовите носат наметки, но хероите од нашата реалност носат полициски униформи. За 2 дена од денес одбележуваме 9 години од полициската акција за неутрализирање на вооружена терористичка група во Кумановско диво населје, во која, бранејќи го територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, животот го загубија 8 припадници на полицијата. Љубиша Аранџеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самојловски, Ненад Серафимовски, Горан Стојменовиќ. Ова се дел од имињата кои го дадоа својот живот за Македонија и никогаш не треба да се заборават. Ова се патриотите и хероите на нашето време. Затоа, во нивна чест и аманет, да го вратиме достоинството на македонската полиција. Нека е честит 7 мај, да живее македонската полиција, да ни е вечна Македонија. Ви благодарам.